Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во нашата училница на часот по македонски јазик, на кој ги повикувам учениците од второ одделение заедно да го обработиме текстот Нела и буквата Ж. На овој час треба да ја разберете и доживеете содржината од текстот, да ги воочите ликовите и нивните карактеристики, да го увежбате и подобрите читањето, да го проширите вокабуларот со нови зборови и изрази. Часот ќе го започнеме со активноста на буква, која сите вие ја знаете. Започнеме со неколку изучени букви, например буквите А, Д, М, С, Ж. На буквата А забележуваме авион. На буквата Д забележуваме дрво. На буквата М забележуваме маче. На буквата С забележуваме слон. На буквата Ж забележуваме жаба. Еве сега како изгледаат зборовите, односно сликичките запишани со букви. Сигурно забележавте дека зборовите се напишани со букви кои имаат различна местоположба во зборот. Например, буквата А во зборот авион е на почеток. Во зборот маче е во средина од зборот, а во зборот жаба буквата А ја има и во средина и на крајот од зборот. Сега, ученици, ќе го прочитам текстот и да воочиме дали во текстот ќе пронајдеме некој збор од претходната игра. Нела и буквата Ж. Нела пишуваше домашна работа. Татко ѝ влезе во собата. Што има за ручек? Праша тој. Нела не му одговори. Беше задлабочена во пишувањето. Што има за ручек? Повтори татко ѝ. Жаба, промрмори Нела. Што? Подналутено викна татко ѝ. Желка, пак промрмори Нела. Ова ги помина сите граници, рече татко ѝ и појде кон Нела. Само што сакаше да ја искара, погледна во домашната работа на Нела. Се насмевна и ја погали по косичката. Таа и понатаму пишуваше зборови што почнуваа на буквата Ж. Кој збор го пронајдовте во текстот од претходната игра? Жаба. На која буква почнува? На буквата Ж. Зошто ви се допадна текстот? Затоа што текстот е поучен. Кого запознавте во текстот и што правела таа? Ја запознавте Нела додека ја пишувала домашната работа. Кој влегол во незината соба додека таа пишувала домашна работа? Во незината соба влегол татко ѝ. Зошто се навредил татко ѝ на Нела? Нела постојано на прашањата од татко ѝ одговарала со нејасни зборови. Како постапил татко ѝ на Нела кога ја дознал причината за незините одговори? Татко ѝ нежно ја погалил, бидејќи сватил дека неговата ќерка е задлабочена во својата домашна, пишувајќи зборови со буквата Ж.
Што можеме да заклучиме од текстот? Од текстот можеме да заклучиме дека кога пишуваме домашни задачи, треба да бидеме целосно посветени на работењето. Каква ученичка е Нела? Нела е одговорна, трудолюбива и вредна ученичка. Ајде сега ние да ја помогнеме на Нела да научи нови зборови во кои ја има буквата Ж. Железница, маж, жена, нож, кожа, лажица, еш, животно, жар, жарко, желат, полжав, жаба, кружница, желка, колаж, жолта, морш, кожув, вежбална, кражба, бриколаж. Сигурно забележавте дека во сите зборови буквата Ж се наоѓа на различно место, односно во некои зборови буквата Ж на почеток од зборот, во некој во средина, а во некој на крајот од зборот. Сега сите заедно да ми помогнете да ги прочитаме зборовите во табелата. Зборови што почнуваат со буквата Ж. Железница, жена, животно, жар, жарко, желат, желка, жолта, жаба. Зборови во кои буквата Ж се наоѓа во средина. Кожа, лажица, полжав, кружница, кражба, вежбална, кожув. Зборови кои завршуваат на буквата Ж. Еш, нож, колаж, морш, бриколаж, маж. Вие секако би можеле да смислите уште зборови кои би ги додале во оваа табела. За домашна работа нацртајте и пополнете ја дадената табела во вашите тетрадки, применувајќи ја техниката квадрант. Да се потсетиме дека техниката квадрант има 4 полиња кои се пополнуваат според даден поим. Во првото поле се избира збор, во второто се запишува реченица според избраниот збор, во третото се запишуваат звуци поврзани со зборот и во четвртото поле цртаме слика според дадениот збор. Еве на пример како би било со зборот железничар. Во првото поле, каде што пишува збор, пишуваме железничар. Во второто поле, каде што пишува реченица, пишуваме железничарот се грижи за возовите. Во третото поле, каде што имаме звуци, пишуваме свирењето со свирчето на железничарот, шкрипењето на тркалата на возот. Во четвртото поле, каде што имаме слика, треба да го нацртаме изгледот на железничарот. Сега вие обидете се да ја реализирате активноста со зборот жаба, односно пополнете ја табелата според барањата. А оние ученици кои сакаат повеќе активности, нека напишат по една реченица со зборови во кои буквата Ж се наоѓа на различна позиција. Например, животно, лажица и еш.
Се надевам дека со задоволство ќе ги реализирате зададените активности. Ако сакате да дознаете што друго доживеала Нела со буквите, прочитајте ја книгата Нела и буквите од Иван Чомитревски, мајсторот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам успешна работа.